Јас би требало на телефонска линија да го имам господин Тони Ангеловски, кој што е потпарол на МВР. Господин Ангеловски, добро утро. Добро утро, задоволство ми е што сум ваш гостин. Да ве прашам, дали е се во ред со вашиот пасош? Да, со мојот пасош е се во ред, тој е продолжен уште минатата година, кога фактички му истече рокот и јас си го продолжив во редовна постапка. И само ќе ми дозволите пред да зборуваме за пасошите, да искористам оваа прилика, бидејќи јас ги замолувам медиумите да ни помогнат во оваа кампања што ја правиме околу безбедноста во сообраќајот. Пред малку разговаравте за жештините кои што во моментов се во нашата држава. Токму поради тоа, уште еднаш еве оваа прилика се извинувам што ќе земам една минута да апелирам да внимаваме, бидејќи особено во периодот кога е лето. Во јули и август имаме зголемен број на жртвите во минатите години. Статистички нашите анализи покажуваат дека во минатите години, во јули и август е најголемиот број на жртви. Токму поради тоа апелирам, не секој има клима во возилото, овие температури се енормни и да внимаваме колку што е можно повеќе, нели, за да избегнеме било какви сообраќајни незгоди. Јас малку морав да возам деновиве низ Македонија, гледам дека сте убаво распостелени на автопатиштата, мерите брзина, ама гледам и неколку тешки сообраќајки на крстосниците во Скопје деновиве, со тешко повредени, па дури жртви и така натаму. Апсолутно, јас ќе ви кажам, минатата година е година со најмал број на жртви во сообраќајот. Сме го разговарале тоа, затоа ме интересира што е сега трендот. Но јули и август се пак месеци кога највеќе се гине на патиштата. Јули имаме минатата година 17, август имаме 19 жртви. Оваа година ние сме исклучително решени во соработка и со невладините организации, еве и со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, кога почнуваме заеднички кампањи повторно во летниот период, за таа бројка, ако ништо друго, да ја преполовиме. Особено ни е потребна соработката од граѓаните. Јас им благодарам на над 90% од граѓаните кои ги почитуваат правилата и кои што придонесуваат заеднички со нас за безбедност. Господин Ангеловски, убаво е тоа, ја завршивме таја јавна врска да предупредиме за жртвите. Сега кажете ми каде да фаќам врски за вадење лична карта и пасош, бидејќи неочекувано за вас, кога точна статистика имате за сообраќајните жртви во јули и во август, ама изгледа немате статистика, јули и август се месеци кога сите бараат пасоши, бидејќи или се враќаат во државата или сакаат да заминат од неа на летни одмори. Што се случува? Се проречи, ги следам информациите, велите дека имате проблем со обновување на софтвер и така натаму. Мене тоа малку ми изгледа како прирачно извинување и вадење од ситуација во која што доведовте многу граѓани да повторно мораат да чекаат во големи гужви пред шалтерите за лични документи. Апсолутно не е така како што велите извинување и вадење. Значи, она што ние мораме како Министерство за внатрешни работи да го направиме е да го надградиме софтверот и да почнеме со издавање на пасоши со Република Северна Македонија. Тоа е наша законска обврска. Министерството за внатрешни работи е институција која што го спроведува законот. Таман работа ако МВР не го почитува законот. Не, ништо тоа спорно. Спорно е дали мора да се прави во јули, во јуни, кога знаете дека ќе имате голем притисок. Законот кажува дека оваа обврска мора да почне од 1 јули. Ние мораме да го почитуваме законот и токму поради тоа, значи во соработка со фирмите кои што, нели, се вклучени во целиот овој процес, пред се германската Веридос, нели, која што ги прави пасошите, фактички цел месец се работи наназад на ажурирање, односно на надградба на софтверот, а во овој период кој што беше четврток, петок, сабота и недела, мораше едноставно целиот тој систем да биде заменет, односно надграден. Добро, каква е сега состојбата, кажете ми, ако отидеме пред зградата на МТВ популарната, нели, каде што се наоѓаат службите за лични документи, што ќе затечеме? Значи, јас и вчера кажав, значи, апелирам до граѓаните да не наседнуваат на дезинформациите дека нема пасоши. Пасоши има за сите, пасоши ќе добијат сите. Токму поради тие дезинформации, најголем дел од луѓето се упатија сите во текот на вчерашниот ден во утринските часови. Значи, оние граѓани кои што во четвртокот и во петокот имаат термин, тие можат да дојдат во било кое време, во било кој ден,
и ќе ја добијат својата услуга. Нема потреба од турканици, нема потреба од брдање, слободно дојдете. Службите на МВР работат и попладне и вечер, кога немаме, нели, кога температурите паѓаат, не се со толков интензитет. Затоа апелирам до граѓаните, значи да не доаѓаат во толкова голема мерка, затоа што лагата која што пласираат одредени портали и одредени опозицијски политичари е неточна. Господин Ангеловски, да ве прашам, некни бев да регистрирам еден од автомобилите и констатирав дека полицаецот кој во еден од најголемите технички сервиси во Скопје, полицаецот си заминал во еден час, бидејќи работат во една смена, него смената му завршила во еден и остана колата да се заврши на ниво на документи следниот ден. Зошто треба ние граѓаните да имаме тој вид на проблеми? Како може во јуни, па и во јули, па и во август да нема полиција таму каде што треба и на овој вид на документи? Да не зборувам сега пак за проблемот со недостаток од регистарски таблички. Се надмина ли тоа? Проблемот со недостаток на регистарски таблички е надминат и сега има регистарски таблички доставени се, но ова што го кажувате во случај е апсолутно недозволиво. И тој случај веднаш мора да се пријави во одделот за внатрешна контрола и тој полициски службеник ќе биде санкциониран. Никој не сме, ама апсолутно никој да го напушти работното место. И па наводно работат во една смена заради летни одмори. Така ни беше објаснето, 10 души бевме пред шалтерот. Ве молам, тој случај веднаш да се пријави во одделот за внатрешна контрола, ние ќе го испитаме и соодветно ќе ви известиме зашто станува. Па еве да ви кажем дека случајот е пријавен. И баш ме интересира, еве тоа нема сега на емисијава да го дискутираме, баш ме интересира дали нешто ќе превземете. Ќе го проверам јас и лично ќе ви известам за тоа, за исходот од истрагата. Добро, господине Тони Ангеловски, портparolот на МВР, убаво е што секогаш можеме да ве провериме и протресеме малку на овие теми. Доста само вие не тресете со радари поставени по патишта на температури од 35 степени, која секој домаќин човек треба да седи дома, а не да седи да го грее некое сонце таму за да го фати некаква, да го удри некаква дамла од жештина. Мислам на вашите колеги полицајци од сообраќајната полиција. Апсолутно, но разберете и јас им благодарам и на колегите полициски службеници кои на овие пеколни горештини седат на патиштата и на улиците за да гарантираат безбедност на граѓаните. Па нека седат малку по ценка, еве ние ќе возиме пак по убаво нели според прописи, не мора толкави казни да ни пишуваат. Значи било кој што ги почитува прописите апсолутно нема шанси да биде казнен. Значи се казнува само оние кои што не ги почитуваат прописите и пак ќе повторам, ние имаме толеранција некаде ако на автопат на пример е дозволено 120, сигурно нема да ве казнам за 125, ама ако возите со поголема брзина каде што ја загрозувате безбедноста, тогаш веќе мора да се санкционира. Тони Ангеловски, благодарам и за ова утринско брифување.